Добре дојдовте на вториот дел од предавањето за реципрочни заменки и глаголи во германскиот јазик. Ако сте нови на каналот, кликнете subscribe на YouTube каналот Германски јазик онлайн и активирајте го звончето за нотификации со кој ќе знаете кога се снимаат нови видеа. Ако не сте го гледале, прво гледајте го првиот дел од предавањето за реципрочни заменки и глаголи, бидејќи овие два делови се поврзани. Сега можеме да започнеме. Што треба да повторите за полесно да го совладате материјалот од ова видео? Најпрво ќе ви препорачаме да го научите предавањето за рефлексивни заменки во германскиот јазик, а потоа двата делови за рефлексивни глаголи, бидејќи има голема сличност меѓу рефлексивните глаголи и реципрочните глаголи, и рефлексивните заменки и реципрочните заменки. И исто така, важно е да го научите првиот дел од предавањето за реципрочни заменки и глаголи. Die Reziproke Verben или реципрочни глаголи. За реципрочните глаголи веќе споменавме во првиот дел од предавањето, но во вториот дел ќе обрнеме внимание подетално. Типови на реципрочни глаголи се echte Reziproke Verben или вистински реципрочни глаголи. Тоа е првиот тип. Втор тип се unechte Reziproke Verben или глаголи користени како реципрочни или невистински реципрочни глаголи, и Reziproke Verb Varianten или варијанти на реципрочните глаголи. Значи овие три типови на реципрочни глаголи се истите како трите типови на рефлексивни глаголи. Во ова видео ќе учиме за трите типови. Во првиот дел од истото предавање учевме за основата на реципрочните глаголи и заменки. Да повториме на кратко во некоја минута што беа тоа реципрочни глаголи. Што се тоа Reziproke Verben или реципрочни глаголи? Тоа се глаголи кои секогаш се користат заедно со реципроке прономен или реципрочни заменки. Во инфинитив, реципрочниот глагол секогаш се пишува заедно со реципрочната заменка. Ке видиме пример. Sich freuen се радуваат. Во овај глагол со плава боја е означен реципрочниот глагол, а со црвена боја реципрочната заменка заедно, како sich freuen се тип на реципрочен глагол. Во превод се радуваат. Sich helfen си помагаат. Sich begrüßen се поздравуваат. Sich einigen се согласуваат. Sich denken се мислат. Sich rennen се тркаат. И sich verstehen се разбираат. Има многу повеќе реципрочни глаголи, од кои поголемиот дел ги споменавме во првиот дел од ова предавање. Во вториот дел ќе прочитаме пред крајот на предавањето уште некои нови. Да видиме неколку примери како се користат во реченица. Например со sich freuen глаголот: Wir freuen uns über deinen Besuch. Ние се радуваме за твојата посета. Со begrüßen, sich begrüßen. Wir begrüßen einander. Ние се поздравуваме. Во оваа реченица користиме малку поразлична реципрочна заменка и тоа einander. И трета реченица ќе ја прочитаме со глаголот sich einigen. Sie einigen miteinander. Тие се согласуваат еден со друг.
Нема повеќе да се задржуваме на основата за реципрочните глаголи и заменки. Ке продолжиме со типови на реципрочни глаголи, die reciproke Verben Typen. Веќе споменавме дека постојат неколку типови на реципрочни глаголи. И тоа, echte reciproke Verben или вистински реципрочни глаголи, потоа unechte reciproke Verben или невистински реципрочни глаголи, исто така кажани како глаголи користени како реципрочни. И третиот тип, reciproke verb вариантен или варијанти на реципрочни глаголи. За сите овие три типови детално ќе учиме во ова видео. Одиме понатаму. Што се тоа вистински реципрочни глаголи? Слично на вистинските рефлексивни глаголи и реципрочните се глаголи кои секогаш мора да бидат реципрочни. Значи, тоа се глаголи кои секогаш се пар со реципрочна заменка. Без реципрочна заменка глаголот не постои. Значи, глаголот или е реципрочен или нема никакво значење. И исто така, на поинаков начин кажано, се глаголи кои немаат значење без реципрочна заменка. Да видиме еден пример каде што, односно повеќе примери каде што ќе прочитаме повеќе вистински реципрочни глаголи. На пример, sich ein Freunden, се спријателуваат. Овај глагол мора да е реципрочен. Без реципрочната заменка sich, глаголот нема да постои. Sich auseinanderleben. Или во превод се оддалечуваат. Следен глагол е глаголот sich balgen или се караат. Sich beraten, се советуваат. Sich besprechen, си разговараат. Sich verbünden, се здружуваат или се соединуваат. Sich verbrüdern, се побратимуваат. Следни што ќе ги прочитаме се реципрочните глаголи sich einigen, се согласуваат. Sich streiten, се расправаат. Sich raufen, се тепаат. Sich entzweien, се раздвојуваат. Sich verkrachen, се скаруваат. Sich verstehen, се разбираат. И sich verloben, се верат. Забележете дека сите овие глаголи зборуваат во множина. Тоа е една од разликите меѓу реципрочните и рефлексивните глаголи. Подетално за тоа може да гледате во првиот дел од ова предавање. Одиме понатаму со вториот тип на реципрочни глаголи. Што се тоа unechte reciproke Verben или невистински реципрочни глаголи? Исто така, може да се сретнат и со друго име како reciproke verwendete Verben или глаголи кои се користени како реципрочни. Тоа се глаголи кои не се реципрочни, но можат да се користат како да се реципрочни. Сепак, не сите глаголи можат да се користат како реципрочни. Ова се глаголи кои не секогаш се пар со реципрочна заменка. Значи, истиот глагол може да постои како реципрочен и како нереципрочен. Глаголи кои го имаат истото значење со и без реципрочна заменка. Значи,
без разлика дали глаголот ќе биде нереципрочен глагол или ќе биде невистински реципрочен глагол, тој ќе го има истото значење. Само реченицата ќе е поразлична. Ќе видиме пример во левата табела, ќе имаме глагол кој не е реципрочен, а во десната табела глагол кој е реципрочен од тип на невистински глаголи реципрочни. Глаголот helfen го имаме сретнато во многу реченици, без реципрочна заменка и значи помага. Како невистински реципрочен, sich helfen си помагаат. Sprechen зборува. Sich sprechen си разговараат. Achten внимава или почитува. Како реципрочен невистински, sich achten се чуваат. Waschen мие, sich waschen се мијат. Begrüßen поздравува. Sich begrüßen се поздравуваат. Warten чека и sich warten се чекаат. И уште еден глагол од овие типови, глаголот geben или дава, како невистински реципрочен би бил sich geben си даваат. И одиме на третиот тип на реципрочни глаголи. Тоа се ди реципроке верб варијантен или варијанти на реципрочните глаголи. Да објасниме што е тоа. Тоа се глаголи кои не се реципрочни, но можат да се користат реципрочни, како реципрочни. Значи ова правило е исто за варијантите и за невистинските реципрочни глаголи. Исто така, ова се глаголи кои не секогаш се пар со реципрочна заменка. Глаголи кои имаат различно значење со и без реципрочна заменка, за разлика од неправилните реципрочни глаголи или unechte реципроке вербен. Да видиме неколку примери од левата страна, ќе објасниме за нереципрочен глагол, односно ќе дадеме пример, а од десната страна за реципрочен глагол како варијанта. Vertragen во превод поднесува или толерира. Овој глагол нема реципрочна заменка. Со реципрочна заменка sich vertragen се сложуваат или се поднесуваат. Значи има некоја разлика во значењето. Aussprechen изговара. Sich aussprechen си проговорат. Verabreden закажува. Sich verabreden си договара средба. Entzweien раздвојува. Sich entzweien раскинуваат. Тоа беа типовите на реципрочни глаголи, а сега продолжуваме со формирање на реципрочни реченици. Реципроке се билден. Како се формира расказна реципрочна реченица? Пред да ги кажеме правилата, ќе споменеме дека формирањето на реципрочните реченици и рефлексивните реченици се на многу сличен начин. Значи редоследот во реченицата е сличен. Само разликата е во глаголот и заменката. Поради тоа, во ова видео ќе објасниме само за расказна реципрочна реченица, а сите други типови можете да ги видите во предавањата за рефлексивни заменки и глаголи во германскиот јазик. Веќе кажавме, слично како рефлексивните реченици, ги формираме и реципрочните. Во расказна реципрочна реченица, субјектот најчесто стои на прва позиција во реченицата.
Потоа во реченицата имаме реципрочен глагол кој стои на втора позиција и реципрочна заменка која стои секогаш после реципрочниот глагол. По примерите што ќе ги дадеме, субјектот ќе го обележиме со зелена боја, глаголот со плава боја, заменката со црвена боја. Заменката мора секогаш да биде во множина и не зависи од лицето, бројот и падежот во реченицата. Оваа е разликата меѓу реципрочните и рефлексивните реченици. Да прочитаме некои примери за реципрочни расказни реченици. Tobias und Jonas helfen sich. Во превод на македонски, Тобиас и Јонас си помагаат себе си. Ihr lernt Deutsch voneinander. Вие учите германски еден од друг. Wir helfen uns für Prüfung. Ние си помагаме за испитот. И Петар und Anna küssen sich. Петар и Ана се бакнуваат себе си. Можете да забележите дека во сите овие реченици кои се расказни, субјектите стојат на прва позиција и се секогаш во множина. Реципрочниот глагол обележан со плава боја на втора позиција во реченицата и после глаголот секогаш стои заменката. И ако има потреба, додаток. Сега, од кога научивме што се тоа рефлексивни и реципрочни заменки, глаголи и реченици, да ја видиме разликата меѓу двете, бидејќи имаат голема сличност. На овој слайд, во левата табела горе, ќе имаме рефлексивен глагол, десно реципрочен глагол, долу лево глагол кој е и реципрочен и рефлексивен, и долу десно глагол кој е ниту реципрочен, ниту рефлексивен. Ке прочитаме по 3 реченици за секое. Du fotografierst dich auch. Ти се фотографираш исто така. Оваа реченица е рефлексивна реченица. Истата реченица, ако сакаме да ја кажеме како реципрочна, би сменале само множина. Wir fotografieren auch einander. Ние исто така се фотографираме. Како реципрочна и рефлексивна реченица, со реципрочен и рефлексивен глагол, би кажале Wir fotografieren uns auch. Ние се фотографираме себе си исто така. Истата реченица не би била ниту реципрочна, ниту рефлексивна, односно глаголот Ich fotografiere dich auch. Јас те фотографирам тебе исто така. Која е разликата? Како рефлексивна имаме зборување за зборуваме за субјект и за заменка кој се истата личност. Ти и тебе. Како реципрочна зборуваме исто. Заменката и субјектот се истата личност, но зборуваме во множина. А истата реченица не е ниту реципрочна, ниту рефлексивна кога субјектот и заменката не се истата личност, без разлика дали зборуваме во еднина или множина. Тоа е главната разлика. Значи, за да биде реченицата или рефлексивна или реципрочна, мора субјектот и заменката да бидат истата личност. Ако сакаме реченицата да биде рефлексивна, тогаш можеме да зборуваме во еднина или во множина. А ако сакаме да биде реципрочна, мора да биде субјектот во множина. Тие правила веќе ги запамтивме од првиот дел за ова предавање. Втор пример. Ich interessiere mich für Medizin. Јас се интересирам за медицина. Како реципрочна, Sie interessieren sich für Medizin. Тие се интересираат за медицина.
реципрочна и рефлексивна, sie interessieren sich für Medizin. Тие се интересираат за медицина. И како нерефлексивна и нерecipročna реченица со нерефлексивен и нерecipročен глагол би била Ich interessiere für Medizin. Јас се интересирам за медицина. Оваа реченица не е реципрочна и рефлексивна, бидејќи немаме заменка со глаголот. И трет пример. Wir entscheiden uns für Kündigung. Ние се одлучуваме за отказ. Како реципрочна, wir entscheiden aufeinander für Kündigung. Реципрочна и рефлексивна реченица со исто таков глагол. Wir entscheiden uns für Kündigung. Ние се одлучуваме за отказ. И како нереципрочен и нерефлексивен глагол во реченица би било Du entscheiden mir für Kündigung. Ти ме одлучуваш мене за отказ. Тоа беа правилата, сега да прочитаме уште некои глаголи кои не ги споменавме во првиот дел од ова предавање и да прочитаме некои реченици. Например, sich besuchen, се посетуваат. Sich einladen, се покануваат. Sich gefallen, си се допаѓаат. Sich gratulieren, си честитаат. Sich informieren, се информираат. Sich winken, си мафтаат. Sich wünschen, си посакуваат. Sich langweilen, се досадуваат. Sich schenken, си подаруваат. И sich umarmen, се гушкаат. Wir freunden uns an. Ние се спријателуваме. Со зелена боја ни е обележен субјектот, со плава боја глаголот, кој во случајов е деллив реципрочен глагол, и со црвена броја ни е заменката, реципрочна заменка. Sie gaben einander die Hand. Тие се ракуваа еден со друг, или во буквален превод, тие си подадоа рака еден на друг. Зборуваме во претеритум, поради тоа глаголот geben има поинаква форма. Ihr vertragt euch wieder. Вие се согласувате повторно. Die Professoren ärgern sich. Професорите се нервираат. И за крај, ќе прочитаме неколку реченици каде што вие ќе треба да дополните што недостасува. Дополнете ги зборовите кои недостасуваат во оваа реципрочна реченица. Недостига глагол со плава боја и со црвена боја реципрочна заменка. Тие си помагаат себе си за се. Sie helfen sich für alles. Ние ќе се сретнеме еден со друг таму. Во оваа реченица недостига само реципрочната заменка. Wir treffen einander dort. Том und Тим, einigen, значи Том и Тим се согласуваат еден со друг. Miteinander. И последна вежба. Ние се сретнавме себе си во понеделник. Глаголот трафен, да не ве буни, е глаголот трефен,
но зборуваме во претеритум поради тоа ја променил својата форма. Недостасува само реципрочна заменка во оваа реченица. Wir trafen uns am Montag. Се надеваме дека ова видео ќе го научите лесно. Ако ви се допадна, кликнете лайк и дадете ни поддршка со subscribe на YouTube и follow на Instagram. Не заборавајте да го предложите каналот на друг кој сака да учи германски јазик бесплатно.